Просечната нето плата во Македонија имала стабилен раст во последните 10 години и евидентно е дека земјата постигнала одреден напредок за подобрувањето на економската состојба на граѓаните, стои во извештајот на Државниот завод за статистика. 10-годишната развојна историја на просечната нето плата започнува со 21.500 денари во 2013 година и завршува со 34.925 денари во март годинава, што е разлика од 13.425 денари. На изглед ово може да звучи и добро, но дали ова разлика е доволна за да ги покрие сите ценовни зголемувања и во исто време животниот стандард да се подобри? Со други зборови, дали подобро се живееше пред 10 години или сега? Керко, пред 10 години многу убаво беше. И децата ги пративме и на факултет, и завршија и се, ама избегаа неустранство. Исто му доаѓа. Да, пред 20 години подобро се живееше. А сега исто му доаѓа. И пред 10 и сега исто му доаѓа. Пред 10 години сигурно. Да. Сега го допреме дното. Сега лошо живееме. Статистички во последните 10 години Македонија постигнала значителен раст на просечната нето плата. И мислењето на дел од стручната фела е дека трендот е позитивен. Но сигурно е, целиот впечаток го расипуваат последните 2 години. Па да ти кажам, тешко, многу тешко прекарувам. Половината пензија од мојата и неговата за лекови даваме. Нешто е скапо, нешто е ефтино. Ама мора да се живее, животот продолжува. Тешко се фаќа, крај со крај те врзуваат луѓето. И сите, а поготово ние пензионерите сме довршени. За економскиот експерт Бранислав Јовановиќ, двете последни години државата беше на испит пред граѓаните. Се донесоа не докрај исправни економски одлуки на штета на најранливите категории. Требаше за нив да има поголема помош и тоа во пари, а не преку замрзнување на цените. Стафена Јовановиќ. Нова надеж за подобар стандард сега е периодот кој предстои, но се посилен е и песимизмот. Имено, во просек секој четврти млад македонец е одлучен што побргу и во првата прилика да ја напушти државата.